Здраво! Добре дојдовте на уште едно видео на страната на Малиот принц за свесното родителство. Кога се разговара и кога се зборува за свесното родителство, целта е лична трансформација на родителот преку родителското патување заедно со своето дете. За каква трансформација овде станува збор? Пред се станува збор за симнување на егомаските и за нивно напуштање, меѓутоа за да може да дојде до тоа нешто, потребна е прво идентификација со улогата во која его е навлезен родителот и како тој тоа го проектира во односот или во релацијата со своето дете. И токму поради тоа Шефали зборува дека одлуката кога треба да се донесе дали се сака да се има дете или не, таа ја нарекува одлука од животно значење, затоа што после тоа нема враќање назад. Значи, таа одлука е доживотна одлука од страна на идните родители. Многу одлуки кога се носат за да се има дете, често пати знаат да се носат врз основа на некои наши очекувања и фантазии кои што не се реални. И токму поради тоа таа ги советува родителите кои што, особено паровите, кои што до тогаш немале деца, а за се во фаза на одлучување, првата работа која што треба да направат е најбитно е да се ослободат од нивните несвесни предпоставки за тоа што значи ова дете кое што ќе влезе во нивното семејство, односно што подразбира да се биде родител, што се очекуваат тие прво од своето дете, зошто сакаат да имаат дете, како мислат тие дека или дали воопшто мислат дека нивното дете со пристигнувањето во нивниот живот дека нешто ќе смени и така натаму. Значи, многу парови имале фантазии, имале некои идеи кои што им кажувале на Шефали дека еве, ние очекуваме дека нашето дете ќе биде безпрекорно, дека ќе имаме безусловна љубов спрема него и дека тоа нас безусловно ќе не сака. Меѓутоа, ова митска идеја на еден безусловен тек и прилив на безусловна љубов најчесто се јавува кај родителите заради тој копнеж кој што го имаат родителите во нивните глави како верување дека детето ќе биде безпрекорно дете и дека тие ќе го сакаат и дека тоа нив ќе ги сака идеално и безусловно. Дури во врските во кои што често пати кои што биле во конфликт, во чести конфликти, значи самите партнери не знаеле дали ќе останат заедно или не, најчесто се јавувала идејата дека токму кога ќе имаат дете, детето само од себе со својата животна енергија ќе може да исполни и да ја поправи врската меѓу партнерите, меѓутоа сите искуства на Шефали покажале дека токму оваа идеја е многу погрешна и е штетна, затоа што детето во ваквите релации само ќе го потикне она кое што неминовно треба и да се случи со партнерите. Затоа што детето на крајот на криштата тоа е суштество кое што си има своја собствена цел, си има своја суштина и дека детето е поклон на чистота, а не дека е решение на голем број на нерешени и непораснати дисфункционалности. И самата таа кажува дека во почетокот навистина изгледа дека детето може да ја има таа сила. Родителите многу лесно влегуваат во таа замка кога се внесени во таа фантазија дека еве среќни сме, ќе имаме дете, ќе ја имаме таа сила едноставно да создадеме едно дете кое што е ќе биде наша заедничка среќа, ќе направи некој чудо во нашата врска, ќе направи некоја магија, ќе ни донесе нов живот, тој нов живот ќе донесе нов живот меѓу нас.
Меѓутоа, родителите се само напумпани со една привидна среќа, која што само го храни родителското его, во смисла на тоа, еве детето повторно ќе не зближи, ќе не направи повторно среќни, меѓутоа во моментот кога ќе пристигне самото дете, овие родители сваќаат дека се фатени во една во една неспремна состојба во процесот на самото родителство, затоа што тие препознаваат тогаш дека нивното дете кое што е дојдено е суштество кое што си е со оригинален дух, кое што си има свој темперамент и си има значи свои собствени свои особености. И така да, бидејќи уште повеќе се јавуваат тие, како да кажеме, различни мислења, различни ставови, спротивставени токму заради нивната претходна конфликтна ситуација во која што се наоѓале и поради таа нивна несоодветна немање на комуникација едни со други. И сега веќе нивната дотогашна филозофија околу детето, околу родителствувањето на детето, почнува да се разнишува. Затоа што ништо повеќе од самото родителствување, значи ништо не е посилно од самото родителствување, кое што во самиот момент кога ќе дојде детето, почнува да ги крши сите дотогашни вредностни системи за кои што претходно мислеле дека се согласиле паровите, затоа што самиот родителски процес е процес кој што на виделина ќе ги изнеси сите тие работи за кои што паровите во суштина треба да имаат заедничка согласност и поради тоа што овие парови се во конфликтен однос, значи почнуваат да настануваат расправи и тоа од самиот почеток, за најосновните работи. Затоа што не си ги решиле своите конфликтни ставови. Значи почнуваат да се расправаат за наједноставните работи. Например, дали да се носат памперси или дали да се носе пелени. Ама јас разбрав дека прочитав негде дека е подобро пелени да се носат, или пак обично во таквите ситуации каде што постои од самиот почеток конфликт, се случува мајката да нема доволно млеко, да треба прихранување и настануваат и кавги околу производителот на вештачко млеко кое што треба детето да го користи и така натаму. Значи се јавуваат за најнебитните работи конфликтни, уште повеќе се разгоруваат конфликтните состојби помеѓу паровите. Други причини заради кои што се почувствуваат самите родители или паровите да сакаат да имаат дете заради чувството на припадност, заради чувството да бидат прифатени од околината, значи од културата. Културата налага сите значи да имаме дете. Ајде да влеземе и ние во таа шема, особено настанува кај паровите кои што се во доцните 30 години. И исто така може друга причина да биде заради жената, ако почувствува дека веќе одамна треба и очекува нејзиниот биолошки часовник, или пак почнува да се јавуваат некои ставови, некои размислувања во однос на тоа, некои потреби да сака, да се грижи и да негува, што е природна состојба на самата жена. Меѓутоа, Шефали напомнува дека освен причината која што се нарекува биолошки часовник кај жената, сите други останати причини за да се биде родител, навистина родителите треба сериозно да пристапат, да се преиспитаат, затоа што кога еднаш се станува родител, после тоа нема враќање назад. Значи треба да разберат родителите дека треба да го прифатат во тој момент своето дете и да сватат дека тоа е суштество кое што е различно од родителите. Затоа што секој отпор, секоја неприфаќање доведува до ставање на его маска од страна на родителот и до негово проектирање во односот, во релацијата со своето дете. И Шефали, кога доаѓале родителите, знаела да им даде предлози, например, или пак на идните родители најчесто, тие ја прашувале добро,
дај некој покажи ни како можеме ние полесно да можеме да се видиме себе си во улогата на едни родители и та им давала предлог, па добро, подружете се со ваши пријатели кои што се веќе родители, постанати родители, наблюдувајте ги нив, дружете се со нив, со нивните деца и така натаму. Значи, некоја идеја е така, доколку за да можете, значи, доколку би ви помогнало во конечната одлука за носење, за да имате деца. Меѓутоа, најчесто тоа нешто го одбивале идните родители, затоа што и кажувале, ама нема потреба, значи ние веќе имаме одредено искуство со нашите милиничиња. Меѓутоа шефали во однос на тоа им објаснувала дека не треба да го споредуваат тоа нешто, затоа што родителствувањето во суштина е 24 часовна работа со детето и пред се прво родителот треба да биде свесен за она кој каков ќе биде тој како родител, што значи за него да се има дете, што значи дали тој сваќа како него животот ќе му се промени со доаѓањето на детето, колку е свесен самиот родител за начинот како ќе си го родителствува детето, што очекува тој во односот со своето дете и на крај да биде свесен за тоа суштество кое што пред него ќе се постави и дека треба во самиот момент да го прифати и да делува со него во секогаш во воспитувањето, родителствувањето пред се во сегашниот момент. И тогаш родителите, идните родители го поставувале прашањето, па добро, да ни дадеш некоја шема, некој образец по кој што ние можеме да свесно да родителствуваме. Меѓутоа шефали им кажувала дека во моментот кога вие ќе влезете во свесното родителство, сметајте дека родителството представува една патека во која што секогаш ќе наидувате до една бездна во која што ќе треба да влезете, ама не знаете што има на самото дно. Или со други зборови, дека не постои начин да можете вие да го разберете детскиот нарав, детскиот карактер. Секогаш тој ќе ви биде предизвик во текот на самото родителско патување. И во моментите кога вие мислите дека имате потполна сигурност, потполна контрола во смисла на тоа дека јас го познавам моето дете, целосно влезена сум во енергијата на детето, знам, можам да ги предвидам неговите однесувања, ќе се случи оно што мислиш дека нема да се случи. Значи детето може да те предизвика во одреден момент да останеш збунет и навистина да не знаеш како да постапиш. Меѓутоа таа вели дека тоа е природата на самото родителствување, односно на подигнување на децата и затоа, значи, навистина потребна е голема сериозност кога се носи таа одлука, затоа што повторно кажува на секој, значи, напомнува на родителите дека еднаш кога ќе се стане родител во моментот на пристигнувањето, на доаѓањето на детето во семејството, треба детето да се прифати, за да може полесно да се родителствува. Значи, ние да се олесниме во процесот на родителствувањето. Давајќи отпор и неприфаќање на детето, води кон тоа ние да почнеме да едноставно да покажуваме одбивност према нашето дете, а кога покажуваме одбивност према детето, се јавуваат чувства на огорченост. И што правиме? Креираме една атмосфера во која што таа атмосфера ќе биде едноставно пекол во однос со нашето дете и која што е основа за јавување на голем број на дисфункционалности. Меѓутоа, кога ние ќе си го прифатиме нашето дете во моментот на доаѓањето, ќе бидеме свесни за него, родителот, значи, ќе почне многу полесно да се слее, по автоматизам се слева со енергијата на детето, затоа што свесноста подразбира и прифаќањето подразбира да знаеш кои се
да се фокусираш на вистинските потреби на детето. И кога му ги даваш тие потреби, вистински потреби на детето, детето е задоволно, то е среќно. И таа енергија се слева и со енергијата на твоето срце. Значи ти си среќен, ти си задоволен, гледајќи го своето дете, истата енергија се прелева и кај тебе. И твоето срце се полни со љубов, се полни со уште поголемо разбирање и сето тоа се врти во круг. И сваќаш дека како родител едноставно дека родителствувањето во суштина може да биде патување во кое што ќе доживуваме огромен број на убавини, а не родителството да биде патување во кое што ќе доживуваме голем број на дисфункционалности, на гнев, да биде пекол, значи исполнето со фрустрација и така натаму. И затоа Шефали спомнува дека родителствувањето е многу повеќе заради откривање на маските кои што ги носи родителот, а многу помалку на маските кои што ги носи детето. Зошто го велиме тоа? Затоа што многу е побитна идентификација на родителското его, за да може родителот сам да разбере како тој го носи тоа родителско его во врската со своето дете. Значи како тој се представува пред своето дете. Сам да може да си го види тоа родителско его, особено кога децата се многу мали. Затоа што секогаш ние мислиме дека децата спрема нив ќе бидеме секогаш љубовни, трпеливи, дека ќе бидеме нежни родители, толерантни родители и така натаму. Меѓутоа, и самата Шефали го дава својот пример за себе лично, дека и таа во почетокот кога дошло нејзиното дете на свет, мислела дека родителствува како љубовен родител, како трпелив родител, меѓутоа во реалноста била многу во своето собствено его и родителот е тој кој што треба постојано да вежба свесност за да може да се види себе си во тоа его, како настапува со тоа его, затоа што и таа постојано се прашувала дали таа била единствениот родител, кога почнала постепено да се освестува, дали таа била единствениот родител кој што покажувал себичност во однос со своето дете, дали таа била единствената личност која што постојано барала контрола, голема контрола во однос со своето дете. Нејзиниот збор да биде последен, да му вели на своето дете: јас знам тебе што ти треба, не ти. Ти ништо не знаеш, казнета си и така натаму. Значи, постојано си го поставувала прашањето дали само таа била таква како родител, тој бил нејзин недостаток или тоа било заедничко за сите родители. Значи, дали може би сите родители исто така реагирале во односо со своето дете. Меѓутоа сватила подоцна кога почнала да работи на себе, кога почнала да се едуцира околу тоа нешто, особено затоа што тоа било и наистина таа како психотерапевт долго време и тоа не можела да го види. Меѓутоа со самиот нејзин раст и развој и напредок, таа сватила дека и текако значи егото постои во сите релации помеѓу родителот и детето, меѓутоа заради срамот, единствена причина бил срамот да се каже дека навистина постои тоа родителско его скоро во сите релации меѓу родителите и децата. Сега, откаде доаѓало и се јавувало тоа его, откаде потекнувало, таа лажна идеја пред се потекнувала заради возрастните кои што си ја создале, значи таа лажна идеја во својата глава дека пред се во релацијата со своето дете родителот, значи на било која возраст, на било кое ниво нема потреба тој да се вложува, нема потреба да остварува раст и развој. Родителот може да се вложува во раст и напредок, во кариера, во спорт, на сите други полиња од својот живот. Меѓутоа, во личниот однос со своето дете,
тоа нешто се подразбира дека само од себе треба да се случи или пак воопшто и некои родители сметале дека не треба да се случат. И токму на низините предавања кои што ги имала со родителите, им спомнувала на родителите, се додека овие две работи ние не ги освестиме, напредок во процесот на родителствувањето не може да се случи. И затоа Шефали вели дека мора родителите да почнат да се едуцираат околу тоа како тоа его значи функционира во односот меѓу родителот и детето, значи кои се тие его маски кои што ние ги навлекуваме и како функционираме со нив. Почнувајќи, значи на предавањата ја објаснувала, почнувајќи од нејзината его маска, ја објаснила нејзината најголема его маска која што имала во својот живот во почетокот во првите 3 години од воспитувањето, од родителствувањето со своето дете, тоа било маската на поправувач. Значи таа сакала се да поправи во животот на своето дете. Значи не му дозволувала да се смее, не му дозволувала да плаче. Супер заштитнички била спрема неа, значи секогаш била фокусирана екстремно на низините емоции, на низините расположенија и сватила наврзо дека таа нејзина его маска ја носела уште од самото детство. И им го објаснувала тоа на родителите на предавањата, дека прво детето кога доаѓа на овој свет, значи кога се раѓа, тоа доаѓа со свој дух, кој што е независен, кој што е слободен дух, значи не е поврзан со духот на родителите, и затоа што детето доаѓа на овој свет спремно да се биде она која што да го даде со својот отпечаток, треба да го даде на овој свет како душа. Меѓутоа, заради условеностите од страна значи од родителите, заради уште во нашето детство, заради условеностите од културата, од општеството и така натаму, детето многу брзо учи дека тоа треба да се откаже од она што е во суштина тоа, од својата природна состојба. Значи не е дозволено, дека не му е дозволено, дека нема да биде испочитувано, за да биде сакано, за да биде валидизирано, тоа мора да добие одобрение од своите родители. И токму поради тоа детето многу брзо учи да се откаже од својот природен отпечаток, да се откаже од својата вистина, да се откаже од поврзаноста со себе, за да може да се поврзе со другите. И набрго, после тоа, овие маски, его маски кај детето стануваат програми, затоа што длабоко навлегуваат во суштината на самото дете, влегуваат во неговиот ум, како верувања, потоа како мисли, како влегува во нивните, се создаваат такви ставови, представуваат тие образци нивни навики и се проткајуваат дури и во нивното телесно држење, во телесниот став на детето. И затоа воопшто не се ни свесни самите родители дека креираат, дека создаваат една лажна персона, дека во суштина креираат еден лажен идентитет кој што е многу сличен на идентитетот на родителите. И после тоа што се случува, детето расте со таа его маска, станува возрастен, функционира со таа его маска цело време низ неговиот живот, кога него му е потребна, значи тој си ја носи, си ја вади. И понатаму кога сака, значи да стане родител, тој со истата маска продолжува и понатаму да функционира и затоа мисли и смета дека детето кое што треба да го има, значи треба безусловно да го сака, очекува безусловно да го сака и очекува безусловно да биде сакан од страна на неговото дете. Шефали зборува со родителите, им објаснува дека постојат голем број на его маски, кои што ги навлекуваме ние, и една од најчестите била маската на бунтовник, и која што особено кога се јавува значи во моментот, и што е заедничко за сите, пред се прво објаснувала за сите маски, его маски, е тоа што
се јавува секогаш таа е предизвикана кога родителите се во состојба на анксиозност и на безпомошност. Значи, секогаш во моментот кога ние се чувствуваме дека сме анксиозни, нелагодно се чувствуваме во однос со детето, секогаш ја навлекуваме таа его маска затоа што таа ни го дава она што ние како деца од секогаш сме го добивале, што е тоа мама да биде среќна, тато да биде расположен и така натаму. И со таа маска, значи, функционираме во животот, бидејќи најтипична била маската на бунтовник, што подразбирала таа постојано да бидеме во конфликт со своето дете, значи да сакаме да бидеме во право. Не дека ние како родители не влегуваме во конфликти со своите деца, меѓутоа кога оваа маска станува еден вид на хроничен образец која што повлекува една постојана експлозивност, постојано викање, дерење со своите деца, која понатаму се префрла во состојба да сакаме постојано да ги контролираме преку тоа нешто своите деца. Меѓутоа Шефали вели дека ние од моментот кога ќе го добиеме детето, треба да разбереме дека не можеме да имаме контрола врз нив. Значи, потребно е да почнеме да работиме од тој момент, да сватиме дека не можеме да го контролираме духот на детето. Секоја контрола доведува до облекување, до ставање на его маските и од тој аспект ние да родителствуваме со голем број на дисфункционалности во врската со нашето дете. Од самиот момент кога ќе дојде детето, значи таа кажува дека не е можно да ја имаме контролата врз нашето дете. Прво, детето наше ни кажува колку пати во текот на денот ние ќе му менуваме памперси. Не сме ние тоа нешто не го одредуваме. Немаме контрола, значи, врз самото празнење на нашето дете, или немаме ниту пак контрола во почетокот колку ќе спиеме во текот на ноќта. Се случува да не спиеме и по неколку ноќи, или пак плачот на детето, испадите на плач. Немаме ние контрола уште од самиот почеток колку нашето дете ќе плаче, колку ќе биде расположено, колку ќе биде мирно, колку ќе биде весело. И понатаму, после тоа, кога ќе почне детето да оди или кога ќе почне да зборува. Шефали од нејзината пракса, значи, лична кажува дека во тие години, особено кога почнало да оди и да зборува нејзиното дете, таа многу се нервирала, сакала контрола, да не презборува нејзиното дете, да биде мирно, да не се крие и ред други работи. И затоа повторува Шефали дека се до моментот кога ние сметаме дека во родителствувањето треба да влегуваме со фокус на контролата на детето, се до тогаш ние ќе ги користиме тие его маски и ќе родителствуваме од таа точка. Зборува за маската поправувач. Како нејзината маска дополнително ми објаснува на родителите дека таа маска ја носат мајките, особено кои што се воспитувани да бидат добри девојки. И мислејќи дека со таа маска тие ќе си го заштитуваат своето дете, меѓутоа во суштина тие несвесно само им ја крадат способноста на своето дете да може да биде самоиницијативно, да може едноставно да може да само да управува, само да донесува одлуки во својот живот, и на некој начин, значи, мајката му ја краде личната слобода на своето дете без да биде свесна за сето тоа. Како што велиме ние, ама јас така имам најдобри намери спрема своето дете. Меѓутоа, едно ние да мислиме дека имаме најдобри намери, да веруваме во тоа нешто, а сосема друго е она што на вистина се случува со нашите деца. Она што на вистина ќе му го предадеме на нашите деца, значи како реалност.
затоа што секоја маска Шефали вели дека на свој посебен начин ја краде автентичноста кај децата. Затоа што во основата на секое дете, во процесот на растот и на развојот на детето е тоа да си ја спознава својата собствена вистина. Значи, природноста негова да си ја спознае. Меѓутоа, со контролата, со ставањето на его маските, ние на тој начин само не му дозволуваме да можат децата да си расцутат својата природност. Или маската, друга маска која што ја спомнува, маската да се биде виден, да се има внимание, најчесто кај родители, кај мајки кои што биле театрални или пак мажи, родител, кај татковците каде што постојано биле спортски мачо типови кои што постојано барале од своите деца да му носат трофеи и најчесто тие во јавноста биле прикажани како совршено семејство, меѓутоа Шефали од своето искуство кажува дека тие семејства, тие родители многу ги промашувале вистинските потреби на своите деца. Исто така друга маска која што ја спомнува е маската на стаписаност или на замрзни и избегај, која што најмногу се јавувала кај родители кои што доживеале некои трауми во своето детство, значи не успеале да се справат со своите собствени, да ги процесираат своите собствени емоции од некоја доживеана траума и овие родители кога нивното дете, да речеме, се случи да доживее некои емоции, особено тие ако се нагласени, ако се многу силни, не се во состојба да можат да му помогнат на своето дете, значи не се во состојба да можат да му го дадат она на детето кое што во тој момент навистина му треба. И меѓутоа, ако ние, замислете, имаме 2-3 деца и не сме во состојба, ја носиме таа его маска и не сме во состојба да можеме да ги процесираме, да му помогнеме на нашите деца да си ги процесираат своите емоции. Тоа е нешто навистина страшно и токму поради тоа Шефали вели дека ние родителите сме тие кои што треба да се соочиме со емоциите на своите деца, за да можеме да му помогнеме како тие полесно да ги процесираат. Значи, ние сме тие како родители кои што треба да представуваме еден безбедносен сад за тие силни емоции кога ќе се јават кај нашите деца, за да се почувствуваат сигурни децата дека тука во тој сад тие може да си ги остават своите емоции оноку колку што е потребно, и во моментот кога ќе почувствуваат дека можат да ги отпуштат, да си ги отпуштат. Значи, на некој начин родителите да представуваат едно сигурно место, едно сигурно пристаниште каде што децата ќе можат да се уситрат себе си, да се чувствуваат сигурни заедно со своите емоции кои што не знаат во тој момент како да се справа дури родителот, значи и ништо да не каже во тој момент, значи да биде потполно во тишина, само да му овозможи на детето да се смири онолку време колку што му е потребно и за да може да повторно да се врати во таа природна состојба во која што си е. Меѓутоа, што прави таа его маска на стаписаност и избегај? Прави родителот да не може да му помогне на своето дете, едноставно ние во тој момент како родители која имаме таа его маска, како се чувствуваме? Се чувствуваме безпомошни, се чувствуваме здрвени, се чувствуваме исплашени. Значи, во моментот кога нашето дете доживува многу силни емоции, и затоа што ние сме научени да ја носиме таа его маска, која што ни вели немој да реагираш, тргни се, не настапувај кон детето, значи не оди спрема детето, избегај, спаси се. И сето тоа води кон
тоа да не можеме ние да му помогнеме на нашето дете и што повлекува и значи дисфункционалност во односот со детето, затоа што детето не сме успеале да ги задоволиме вистинските потреби на нашето дете. И значи секогаш кога родителот не е едуциран, не знае дека како да постапи во таквите моменти со своето дете, се до тогаш родителот ќе ги навлекува тие его маски без разлика кои да се, и така ќе функционира и ќе се поставува во односот со своето дете. Значи и ќе реагира од место на контрола, од која што создава, значи е основа за создавање на голем број на дисфункционалности во врската со своите деца. Тие значи како настануваат дисфункционалностите? Настануваат кога секогаш ние делуваме со нашето дете од место на страв. Стравот е во основата на сите тие его маски и токму поради тоа се раѓаат голем број на дисфункционалности. Стравот да бидеме автентични, стравот да си го прифатиме детето, стравот да си го видиме детето онакво како што на вистина е. Што му треба? Значи, и сето тоа децата наши го гледаат. Значи, гледајќи го тоа, го интернализираат, го внесуваат, го копираат децата, го набљудуваат и едноставно значи, само по себе и тие почнуваат се учат да ја носат таа его маска. И се, што Шефали им напомнува на родителите, замислете замислете да имате повеќе деца каде што не можете едноставно да им помогнете како да си ги isprocesираат своите емоции и секогаш влегувате во една позиција да ги ставате тие его маски. Значи од позиција цело време да родителствувате на таков начин. Меѓутоа спомнувам, вели, едно е родителот да си дозволи да се биде дисфункционален спрема самиот себе. Меѓутоа, кога ние стануваме родители и имаме две очи детски кои што нас не гледаат како тоа ние го правиме, ние сме тие кои што сме одговорни за тоа како нас децата утре други ден како нас ќе не гледаат и како ќе постапуваат во својот живот. И затоа вели дека е многу повеќе од потребна и родителите да почнат да се освестуваат дека на вистина треба да работат на себе, да ги поправат сите тие да ги освестат тие его маски кои што ги носат, а сето тоа може да се почне од моментот кога родителот ќе посака да се едуцира за тоа нешто, како тој се представува на вистина спрема своето дете и во наспротив на како треба свесно да се родителствува. И со цел да се задоволат вистинските потреби на детето. Значи, самата Шефали објаснува дека во моментот кога ќе сака тоа родителот да го направи, тоа ќе биде во моментот кога ќе почне сами од себе си да се освести и да си постави прашањето: добро, јас зошто вака сум реагирала досега, зошто вака сум постапувала со своето дете, значи кои се тие тригери, како сум, на кој начин сум си дозволила себе си да реагирам спрема моето дете и така натаму. Значи, и при тоа родител да свати дека треба да почне да учи многу работи за себе и дека сето тоа е во ред да се случи во текот на родителското патување во почетокот, дека сите влегуваме со доза на несвесност. Меѓутоа, тоа не значи дека и ако сме биле несвесни, дека треба да останеме такви
туку дека значи да почнеме да се едуцираме, да сакаме да се едуцираме, да добиваме нови знаења за тоа како можеме да излеземе од таа несвесност и да влеземе во родителското патување со еден нов пристап, со еден нов поглед, со едно знаење дека постојат и нови начини на родителствување. Нов концепт дека постои. Не само овој досегашен концепт кој што многу можат да ни помогнат да прво да почнеме да разбирајќи, учејќи за новите, за свесното родителство, да почнеме да го разбираме односот со нашето дете, а кога почнуваме да го разбираме, ние ќе можеме да си простиме самите за она што претходно како сме родителствувале, дека значи тоа е нешто кое што не треба да чувствуваме голема огорченост од која што не можеме да излеземе, туку да разбереме дека ние тоа сме го правеле несвесно, затоа што и така сме биле и ние воспитани несвесно, и тоа биле само образци, но тие образци не значи дека можат да се сменат. И увидувајќи го тоа нешто, ние ќе почнеме да се учиме, надминувајќи ги тие образци, почнуваме да учиме како да се сакаме себе си, како да имаме сочувство спрема себе, како да имаме емпатија спрема себе, за да почнеме да сите тие повредености наши кои што сме ги имале, да почнеме да ги лечиме. Затоа што кога сето тоа ќе излезе од нас, сета таа негативност кога ќе почне свесно да ја надминуваме, тогаш стануваме родители кои што можеме да му помогнеме на вистинскиот начин на нашите деца. Значи, со сето тоа што го собираме како мудрост преку свесноста, да му го пренесеме на нашите деца. На тој начин можеме најмногу да му помогнеме. Преку освестувањето, преку свесноста, преку свесното родителствување. Меѓутоа, секогаш и во моментите кога свесното родителство што не учи, родителот секогаш да биде присутен во сегашниот момент кога го родителствува своето дете и секогаш да почне да се преиспитува себе си. Како постапив јас во момент? Дали добро постапив? Или ако ви забележам дека моето дете се однесува неавтентично, влегува во некоја игра, зошто моето дете така реагира? Каде сгрешив? Каде си дозволив јас да влезам во својата реактивност? Јас само, например, му реков на моето дете да ми донесе нешто, а значи изреагирав, видов дека изреагирав на соодветен начин и сега моето дете е во некоја состојба во која што, значи јас не ја одобрувам. Зошто тоа го правам? Кои се причините за мојата реактивност? Дали навистина мислам дека например, моето дете не ме слушнало, или проблем е тоа што јас мислам дека не сум доволно видена, не сум доволно слушната, не сум доволно разбрана. Значи, гледајќи во своето дете, не да ги бараме маните на нашето дете, туку да гледаме на детето како на едно огледало кое што ќе ги рефлектира нашите недостатоци. Оному каде што ние треба да се поправиме. Да навлеземе, да се поврземе со нашето внатрешно дете. Тоа е она кое што ќе ни каже каде се нашите грешки, каде се нашите недостатоци. И преку тоа нешто да можеме да пораснеме, да созрееме, да станеме мудри, подобри за нас, а со тоа и да воспитаме и изродителствуваме подобри деца, како нови генерации кои што навистина му се потребни на овој свет. Затоа велиме дека свесното родителствување навистина моќна работа, навистина е огромен учител кој што многу јасно му става до знаење на родителот дека
Сите тие не пораснати, не неисцелени работи кај нас, во суштина, колку многу не изместиле од нашата стабилност. И во моментот кога сето тоа ќе го разбереме, кога ќе тргнеме по патот на освестувањето, ќе сватиме дека поврзаноста со нашето внатрешно битие е она која што ни овозможува да бидеме видени и да бидеме валидизирани сами од себе во својата неотпивиклива природна автентичност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.